Па, почитувани прилепчани, еве Пео ви најавува најнов серијал Пео Патрола. Ќе поминуваме вака еднаш месечно низ центарот на градот да видиме каква е сообраќајната култура, како оди паркирањето, колку казни се пишуваат и дали воопшто имаме сообраќајна култура во градот Прилеп, како и пешачка исто така. Еве паркиран. Само што тргнавме, почнуваме една, се надеваме дека ќе биде седмична или можеби месечна патрола, Пео Патрола, каде ќе провериме каква е возачката и сообраќајната култура во Прилеп, во поглед на паркирањето и особено овие дупките по улици. А еве веќе гледаме од нашата лева страна како регуларно, здраво, како регуларно погрешно се паркира на улица и никому ништо, тоа е веќе наша навика. Еве ги од две страни на пешачките зони, кај што би требало да биде пешачка зона, имаме погрешно паркирање како регуларно. Ако почнеме да пишуваме казни, ќе се наполниме со пари. Пео можда треба во соработка со полицијата оваа емисија да ја работи и да работи на процент. И сега си почнуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 коли во само 100 метри погрешно паркирани. Дури и камионов од комуналец е за чистење што е во 9:15, можда би требало порано да врви, ама не иси. А пак овде, во Строгиов центар, тоа е редовна појава овде. Чао, Марија. Овде пред Зегин, тоа е редовна појава. Работи само едно грло, макар што на страните пешачката зона и велосипедската патека супер изгледаат. Се надеваме дека и ќе профункционира. Еве го моментов, драги прилепчани, пријатели и пријателки, Пео Патролава се исплати овде, ако имаше сега полиција, веднаш ќе ги решеше овие, макар што сите застануваме овде од двете страни, што не би требало да биде дозволиво или барем да се има некое решение. Макар што сето се ова казни, да се казна, лево, десно. Да, еве и овде исто од левава страна е редовно. Овдека има и легален паркинг, ама од другава страна е нелегален. И сето е ова може да се каже погрешно паркирање, а овдека се води како некој чуден приватен паркинг, кој што исто. Но да видиме сега во достава на роба пишува од 7 до 9. Сега, макар што пристапов е малце чуден, ама еве. Робава уште се доставува, а имаме и бајги паркирани на ова што требаше да биде пешачка зона и така е барем поставено. А овде и овој паркинг е исто многу чуден вамо, што слегува скроз до овој паркинг и сега гледање до кај имаме. До кај имаме паркирање. Браво.
един погрешен паркинг, а ваму кацнава гаража. Да свъртиме да видим дали е пълна или празна. Не, отдавде се гледа колко е празна. Отдавде се гледа колко е празна, а овде сме фул паркинг. Чао бе. Още отдалеко се гледа и паркирањето по пешачки и коли од сите страни. Пешачките се, тротоарите се паркинзи, тоа е вообичаено. Опа, директно пред пешачки се истовараме, супер. Тука на влез на кружен тек и можеше тука бате да, можеше тука да подзастанеш. Еве го најстариот кружен тек во Прилеп. Овде едно време трипував дека на средина на овој круг ќе има пис знак направен и многу приближно е патекава. Приближно е патекава за коцкава, ама не муста са ја собраа за подбора и таа ќе ја ваде од улици. Иначе ќе направевме точно пис знак. Еве, 4 жмигавци, да, може до 2-3 минути, ама има и паркирани. Без 4 жмигавци, слободно паркирање. Еве го другарче уште чека. Ще си јасте девојката на пешачки. Славниот мост Табан, Алпа и семафора не работи. Уште едно за во инспекција. Во грешно паркирање, ама мора и песна да направиме на кружниот регуларно. Ама што беше забрањено пушење, се треба да се направи група забрањено паркирање. И забрањен разговор со возачем исто така. Поттикнеме некое истражување за сообраќајните решенија, едносмерните улици, местава избрани за паркирање и паркирањето, како и оставањето на вака покрај на гледај колку малку тротоарче, тука улици. Каде бе, пријатели, здраво. Не седете. Да. Се надевам не е дека е патрола
nije samo pogrešno zapiranje i parkiranje. More, peo patrola, će dobijem povišica deneska, hej. Će dobijem povišica deneska, patrolava. Uspešno. Dupki, pazi. Evo ovdje, hvala Bogu, ne se pleće i zato ušte pojiće se parkira. A ovdje već se pleće. Da. Еве како треба да си паркираш на место кај што никој нема да те гибни, дури си прописно паркиран. Така, бате? Така ми како. Здраво, живо. Здраво. Здраво, како сте? Еве во патрола сме да видиме како е со паркирањево. Еве Дзунава ќе каже најмногу, тој е стално во патрола овде. Здраво и живо. Со паркирањево и со коливе по пешачкава зона, што ќе кажеш? Сега стана автомобилска зона. Автомобилска зона. А иначе, ова е направено за пешачка. Така е, ама еве, некој има казнето, некој вака што воза, што се паркира, што се истовара се. Имаш слушнато да имат казнето некој? Немам слушнато да се јас, тако работа. А паркира кај што сака. Така е. И овде кога ти е страв да водиш, Баш. ќе ти изгазда. А пешачка зона е. И ова е автомобилска зона, а не е пешачка Точно, зона. да се прогласи за автомобилска зона. Поздрав, убав ден да имате, се најубав. Чао. И автомобилска зона точно под сатот и до џамијава. Еве, од вај може да помини човек. Регулар паркинг бесплатно. Паркинг бесплатно околу културно-историски споменици. Еве овде и пред Џоки може и чорба да се сркнеме овде. Директно си паркираш и чорбата служат в кола. Здраво, Живо. Како сте, добри? А или е работа? Што прешместе? Дај Боже да се работи. Супер. Може така да видите. Да. Сакав да те прашаме, ти си овде со Дојченов бајги време, со ова, со паркирање овдека по пешачкава зона, со коливе. Имаш слушнато некој да имат казнето нешто да... Не, така. А? Не. Не, поарно да не. Чувај Господ некој да го казна за погрешно паркирање. Треба да зборуваме нешто што не сум видел. Може некој да ја каже, тамо кога сте видели. Да. А што мислиш, што би било решение вака, за да не биде вака толку многу движење да има со коли овде и паркирање? Ако нема движење, чаршијата ќе пропади се. Да ви кажам, Аха, и тоа е така, вистина. Реалноста е таа. Значи, поарно да се врати улица да се направи, отколку да... Или нека направи паркинг, уште по-убаво. Платен паркинг, а? Да, нека направи. И тоа е позитивно. Така е, бате, секој со макат. Позитивно, така? Баш така. Само за убода е, браќе. Ајде, поздрав, да се видиме. Се најубаво. И еве, денеска убаво поминавме, може да видите низ патов на шо се не налетавме. Тука е и нашава патрола да ги апси оние кои што не соодветно се однесуваат во сообраќајот, а ние се насркавме чорба и сега како ни е погодено, абе кој кај сака нека паркира, нека си бркат работа се, ние ќе му го бериме гајлето. Енес има полиција, тие нека вода сметка за таа,